Направивме анкета на неколку прашања меѓу нашите сограѓани. Трудот. Многу да работиш. Одговорноста. Посветеноста. Да сум сконцентриран. Да извлечеш поука од претходната жетва. Да водиш сметка за најдобриот интерес на пациентите. Да ти веруваат, да држиш до зборот. Да направиш најдобар производ. Да имаш добра екипа работници. Да не креираш лажна надеж и лажни очекувања. Да работиш учениците да бидат подобри личности, поконкурентни и поспособни луѓе. Да исполниш нормата. Да држиш до збор. Да дадеш точна дијагноза и правилен лек. Да го пренесеш знаењето со едноставни зборови. Да има прецизно упатство. Да знам што бара пазарот. Да ги гледаш луѓето во очи. Искуството. Крајниот производ да излезе како што очекуваат од мене. Да помогнам максимално на секој еден човек, да се борам без престан за нив. Идните генерации да ги воспитаме да бидат подобри луѓе, луѓе од збор и со нив да одиме напред. Доверба, производот што го произведувам да е квалитетен и утре пак да земат од мене. Тоа е доверба. Да бидам подобар од конкуренцијата. Да сум посветена и одговорна. Да им влевам доверба на луѓето. Ако сум вреден и го имам најдобриот производ, ќе ме почитуваат и ќе ме ценат. Секоја работа бара посветеност и одговорен пристап. И на професионален, и на приватен план. Односот кон работата треба да е базиран на системот на вредностите и само на тој начин се можни резултати. Треба да си има визија и одговор на предизвиците, на ризиците и подметнувањата. Да се учи од собствените грешки, бидејќи нема човек кој не сгрешил, за да се биде уште подобар и поквалитетен. И треба многу работа, многу вложен труд, откажување, пожртвуваност. Само со правилен пристап се постигнуваат резултати. Стануваш и подобар работник, и подобар човек, и продолжуваш напред. Само со добра намера се постигнуваат добри дела. Животот е борба за секого. Секоја работа има своја тежина и големина. И за секој работник, неговата работа е највредна. И така е. И тоа треба се почитува и вреднува. Проблемите и предизвиците со кои се соочува еден работник во фабрика, или еден земјоделец на нива, доктор во ординација, учител на настава, се еднакво тешки и повеќе својни, како што се и моите, и како премиер до неодамна, и како председател на најголемата партија. И сите ние имаме обврска и одговорност да се бориме за да успееме. Работникот за да направи подобар производ, земјоделецот да произведе поголем квалитет, докторот да излекува, учителот да образува, а јас да ја реализирам програмата која одговорно ви ја ветувам на избори. Сакам да ви информирам дека почнуваме силно на терен, како никогаш досега. Ќе пробаме да допреме до секој еден граѓанин, до секој едно семејство, за да ја пренесеме нашата порака, да ве погледнеме во очи и да ви кажеме кои се нашите планови и идеи, како да го направиме вашиот живот подобар, како да ја направиме нашата татковина попросперитетна и подобро место за живење. Ние ја имаме таа обврска и никој не може да ја сака нашата татковина повеќе од нас самите. Не имаме план и програма со конкретни чекови. Имаме најобемната програма досега фокусирана на нови работни места и многу нови инвестиции и проекти во повеќе области, од земјоделие, млади, здравство, образование, социјала и пензии, инфраструктура и многу други проекти. Ние почнуваме. Многу работи се случија изминативе 2 години, на постојана криза и дестабилизација, обиди за разорување на државата и јасни сигнали за нејзино редефинирање. Како што викаат старите, кроце по кроце, стигнавме до изборите кои сите ги посакуваме и кои ќе бидат крај на кризата. Затоа, на овие избори ќе бараме најмасовна поддршка до сега, затоа што мора да се испратат повеќе пораки, до повеќе адреси. Вие сте столбот на нашата држава, кој остана цврст и покрај сите предизвици изминатиот период. Сетете се само ни што се поминавме. Време е за одговорот, за заедничкиот одговор. Ние почнуваме. Време е за крај на кризата. Ние почнуваме заедно со вас.